Скопска блатија. Женска носија. Скопска блатија е етнички предел сместен во централниот дел на Горно-Вардарската етнографска целина. На север граничи со Скопска Црна Гора, на северозапад со Шар планина, на запад преку Жеден и Сува гора граничи со Полог, на југозапад и југ од порече ја оделуваат Караџица, Јакупица и Голешница. На исток граничи со Овче поле, а на североисток со Кумановско. Сите истражувачи на овој крај може да се забележи дека ја потенцираат слабата економска моќ на овдешното население. Но, наспроти тоа, носијата во овој крај е мощна и раскошна. Незината најстара форма е задржана до крајот на Втората светска војна. По тој период, носијата се редуцира, но се задржува до крајот на 60-тите години од минатиот век. Женската носија ја сочинуваат кошула, појас, елек, саја, вута, ќордија, чорапи, опинци, коса, коцел, капа, тилник, тепе, крпа и наќ. Кошулата е од бело, домашно, конопно кинарлија платно, мелезно или бубаќарно. Така и според видот се именувани: кошула бубаќарна, кошула мелезна, кошула кинарлија. Долга е до глуждовите. Кроена од преден и заден стан, рамни и широко отворени ракави, бочници или реборници од страните и јака корил. Во везбената декорација карактеристични се геометризирани флорални форми, а од боите задолжително се присутни златна срма, акценти на зелена и модра боја, на алена и ѓувезна основа. Некои кошули се именувани според декорацијата на ракавите, како што е кошулата 9 цвета. Други го добили името според селото во кое произлегол орнаментот – Булачанка, Ајватовска. Се сретнували и кошули како Драчевска арчлија, наречени по големата употреба на материјали за везење, волнени конци и срма. Поради големите трошоци за нивна изработка, почнале да се изоставуваат на почетокот на 20 век. Најстариот вид на појас се нарекувал алов. Бил прошарен со жолто и бело. Појасот кемер е понов вид, долг колку да се опаша половината, широк околу 10 см и богато орнаментиран. Елекот е горна, безракавна облека од волнена ткаенина аладжа, ткаена црна основа со прави шарки, долг до колена. Дострукот е припиен по телото, а надоле е звонасто проширен. Градниот дел е откроен и украсен со гајтани во комбинација со срма. На сличен начин е украсен и долниот дел. Над елекот се опашувал богато орнаментиран кемер. Се носел секојдневно до напуштањето на носијата. Саја или сајче е горна, подпојасна, безракавна облека од бело платно. Се везала на рамената, предниците и по рабовите на долниот дел со алови, модри, црни и зелени конци. Постоеле два вида: девојчинска саја и невестинска китена саја. Имало и дополнителни делови, ракавчиња од црвена чоја, долги од рамената до лактовите. Вута е скутина од волнена преѓа во квадратна или правоаголна форма составена од две хоризонтални дипли. Според социјалниот статус се разликувале два вида: богато декорирани со карактеристични колца, со алова, црна, бела, жолта и модра боја за девојки и млади невести, а вути
црноморки, со прави вертикални шари со потемна боја за постари жени. Од двете страни на појасот се носеле две крпи ручници. Ќурдија е горна празлична облека од бела клашна, долга над колената како елекот. Зимно време се носела над елекот, слободно пуштена, а летно време само над кошулата. Богато е украсена на градниот дел и околу сите рабови со црвени и црни волнени конци и срма. Чорапите се волнени, плетени, високи до колена. Шарани со колца, а во горниот дел со поедноставни шарки, најчесто во алова и модра боја. Од 50-тите започнале да се плетат само црни чорапи. Опинците биле изработени од кожа, а врзувањето било со конопни врвци. Девојките косата ја чешлале со патесна средина. Од двете страни на челото се плетувале по 3 мали плетенчиња, кои кај тилот се спојувале во една плетенка, на крајот украсена со метална пара. Жените исто ја чешлале косата на патец, но само од тилот ја делеле на 2 плетенки косата, по една од секоја страна. Коцел е плетен невестински украс, кој се закачувал за плетенките и бил долг до петите. Се носел вкупно 5 пати. На денот на свадбата, во понеделникот по свадбата, за одење на саботнина, за прочка и за првото одење у мајка. Пес е видна невестинска капа, на глава придржан со подбратник, украсен со метални пари. Телник е видна ќулавче од клашна, украсен со стари метални пари. Тепе е метален невестински украс, се носел над тилникот. Се дополнувал со перишани, поставени околу челото, со украсни елементи виснати до над образите. Крпата невестинска, во правоаголна форма, се ставала на главата слободно пуштена, а прикачена одзад. Врз неа се ставало алово кавраче, а над него доаѓал венец од босилок и цвеќе. На градите се носел леденик од грлото до градите. На клашна поставени стари метални пари во вид на рибини луспи. На половината се носеле павти.